Заповелете. Благодарам, почитуван председател. Почитуван колега Петров, кога како парламентарно мнозинство обично во дебатите зборуваме за владите на СДСМ, вашите сопартијци, нашите колеги не опоменуваат да не зборуваме за минатото, но вие еве денес се одваживте дури во вашиот денешен говор да ги фалите владите на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, во едно можете да бидете сигурен. Вие денес можете да зборувате што сакате и колку сакате, но целото ваше раководство, начело со вашиот председател, веќе за народот сте прочитана книга. Јасно е дека не можете да се помирите со фактот дека владата на ВМРО-ДПМН е прва влада во историјата на независна Македонија која започна и реализира капитални инвестиции, крупни проекти, видливи, пред кои што никој не може да замисли. Можам одговорно да ви ветам дека и во иднина ќе градиме вакви проекти, а вие пак продолжете да кажувате во јавноста дека ако некогаш дојдете на власт ќе ги рушите. Од друга страна пак е и разбирливо една опозиција да критикува влада која што за прв пат откако постои независноста на држава, откако постои како независна држава, имаше храброст да започне реформи во секоја област, во здравство, образование, земјоделие, култура, социјала и така натаму. За жал и денес како партија вашето лицемерие излегува на виделина. Зборуваме денес за доверба на влада по ваша иницијатива, од друга страна пак велите дека избори не сакате. Континуирано се обидувате состојбата со меѓуетничките односи во Македонија да ја прикажете како лоша, не земајќи ги во предвид последиците што на овој начин ги оставате на државата. Денес, почитуван колега, Република Македонија е мултиетничка држава во која правата на различните етнички заедници се основен, односно врвен приоритет. Денес ја пласирате, ја поднесовте точката на дневен ред за доверба на владата во време кога како партија повторно сте целосно дезориентирани, односно после уште еден ваш внатрешен неуспех како партија, после така нареченото работно лето. Меѓутоа, почитуван колега Андреј Петров, сега ви опатувам прашање лично до вас. Вашиот лидер факт е дека повеќе нема што да изгуби. Меѓутоа, со ова денес, со тези кои што денес ги пласирате, дали знаете каква штета можете да ја нанесете на нашата држава, на Македонија? Благодарам. Благодарам, господин